Во текот на вчерашниот ден екипата на Телеканал А1 ги посети граѓаните кои веќе еден месец кампуваат во малиот парк спроти собранието на општина Струмица. Оваа група на граѓани бара оставка од актуелниот градоначалник на општина Струмица, како што велат поради видеоснимка која се појави на интернет, а во која наводно градоначалникот Заев бара подкуп. Покрај групата граѓани кои бара оставка од Заев, тоа го побара и од партијата ГРОМ, а советниците на коалицијата за подобра Македонија, во која се наоѓа и партијата ВМРО ДПМН, ја напуштија седницата на Советот и според нив таму ќе се вратат откако ќе присуствува градоначалникот Заев и ќе одговори на прашањата на граѓаните. Утрински пулс оваа недела е со еден поинаков концепт со кој ќе се обидеме да поттикнеме јавувања во нашето студио и да ги споделите вашите мислења. Како нешто ново во овој регион, минатите две емисии немавме телефонски јавувања, па се надеваме денеска во областа на политиката, која е најактуелна тема. Периодот во Македонија ќе биде доволен мотив да се јавите во нашето студио. Телефонските линии кои се отворени за јавувања се 034 331 223 и 034 331 224. На почеток да погледнеме што нашата екипа забележа вчера во малиот градски парк во Струмица. Синоќа екипата на Телеканал А1 ги посети камперите во малиот градски парк кој веќе речиси еден месец барат оставка од струмичкиот градоначалник Зоран Заев. Камперите, како што велат овде, ќе останат се додека градоначалникот на Струмица не си поднесе оставка од својата позиција, бидејќи како што велат, тој повеќе не ги извршува должностите кон општината. Веќе 27 дена пред струмичкото собрание се поставени десетина шатори во кои се сместени граѓани кои протестираат со барање за оставка на градоначалникот на Струмица. Отворена е книга за потписи како петиција за оставка на Заев. Кампот досега го посетиле повеќе од 1000 граѓани и јавни личности. Камперите како главен мотив го истакнуваат фактот што Заев и дава предност на партиската пред градоначалничката функција. Општина Струмица пак демантира и тврди дека се функционира според прописите и нормите. Советниците на ВМРО ДПМН Струмица ја напуштија последната седница на Советот. Постои ли криза во локалната политичка единица, утврдуваме во овој утрински пулс. Несогласувањата помеѓу партиите на ВМРО ДПМН и СДСМ се продлабочија по последната седница на Советот на општина Струмица. Советниците на ВМРО ДПМН бараат на седницата на Советот да присуствува градоначалникот Зоран Заев, за да можат да му постават прашања чии одговори сакаат да ги слушнат граѓаните. Од општина Струмица пак смета дека не е запазена процедурата во барањата ВМРО ДПМН за свикување на вонредна седница. Од режија ми сугерираат дека имаме гледач на линија. Да слушнеме. Ало, добро утро. Ало, добро утро. Да, ве слушаме. Повелете. Голем поздрав до вашата емисија. Така, ви благодариме. И сакам нешто да прашам, како граѓани на Струмица. Јас сум Жарко Ристов. Сведоци сме овие денови дека се случуваат чудни случаи на политичката сцена и кружат разни дезинформации, финансирани преку Милчин, преку Сорос, Геровски, Фрчковски и така натаму. И тие пласират едни дубиози, т.е. сумнително дволично барање поставуваат, па дури и во Брисел се тоа доби кулминација, одењето, неодењето на Заев и сите тие работи, и со една демагошка стратегија покушава на недемократски начин да дојдат до власт. Имено на нивното барање за вонредни парламентарни избори кои се одржаа, им беше удоволено. Имаше вонредни избори, но тие не го добија мнозинството, изгубија, и сега нивното барање е неприродно. Покушават на секој начин, со улична демократија, на секој начин да се приграбат до власт, при тоа
не почитувајќи ја волјата на мнозинството на граѓаните кои што го дадоа недвосмислено и во огромно мнозинство ја искажа својата волја на последните избори парламентарни што беа, и така тие сепак незадоволни од тоа што не се дел од власта, не се во власта, на разни чудни начини, со разни методи, служајќи се со демагогија пред се на оние новинари финансирани преку Милчин, Геровски, Фрчковски и така натаму, покушаваат да дојдат до власт. Во Струмица, во нашата Струмица, пред собранието има кампови. Камперите покушаваат на секој начин да дојдат до разумување, до градоначалникот да му постават прашања, бидејќи во Струмица има една огромна тензија. Имено гледавме на кој начин барал мито од граѓаните. И на тој начин покушава да владее локално. Во најмала рака тоа е едно искривување на службена должност, злоупотреба на службена должност. И тој, ако има доблест, би требало да се повлече од политиката, бидејќи и да си го признае поразот, и да бидат една конструктивна опозиција горе во власта, конструктивно да делуваат, а не деструктивно. Неговиот ментор Црвенковски порано говореше дека се државотворна партија и така натаму. И сега им порачувам на фановите на СДСМ, кои што загубија на последните парламентарни избори, да се вразумат и да сватат тие зборови дубиоза, значи сомнително дволично барање или демагогија, нечист облик на владење, да размислат добро каде води сета таа стратегија, неподнослива, дива стратегија. И на локално ниво, како градоначалник, тој веќе го изгуби целиот кредибилитет, сето морално право и не може да ја води општина Струмица на таков начин. Во најмала рака треба да си поднесе оставка и да не пушти да си живееме слободно демократски во 21. век, дека секој ужива право и правото на глас е неприкосновено и треба да се почитува волјата на мнозинството. Јас мислам дека со тоа ќе се свати една конфузија што владее кај обичните граѓани, приврзаници, активисти, членови на СДСМ. Ќе се смират, јас мислам. А тоа дивење не води никаде. Сведочи сме и на насилни методи, на радикализирање на некои состави. Не, тоа не проаѓа. Тоа сакам да кажам. Така, ви благодариме за јавувањето, останете ми поздравени, а ние, драги гледачи, ве поттикнуваме да се јавите и да ги споделите вашите ставови. Нашите телефонски броеви се отворени за вас. Тие се 034-331-223 и 034-331-224. Одиме сега со еден прилог, каде ќе погледнеме краток историјат како се одвиваат случувањата во Струмица. Политичката криза на локален план во општина Струмица трае веќе еден месец, а се продлабочи по напуштањето на последната седница на Советот на општина Струмица на советниците на Коалицијата за подобра Македонија со барање градоначалникот Зоран Заев да се врати во општината и да одговори на прашањата кои му ги поставуваат граѓаните. Ние како советничка група на Коалицијата за подобра Македонија нема да учествуваме на седницата на Совет на денешниот ден. Причина за донесување на оваа наша одлука е одговорот од општина Струмица за неодговорното однесување за барањата на нашата советничка група, која пред точно еден месец поднесовме барање за свикување на седница на која треба да разговараме за прашања кои што ги мачат граѓаните на општина Струмица. Секое прашање има своја важност, но наш став и став на цела советничка група дека овие прашања кои што треба и сакаат граѓаните да ги слушнат, требаше да ги слушнат во период кој што измина, но за жал и на денешната седница немавме можност тоа да го створиме. Исто така, сакам да го искажам и
несогласување со отсуството на градоначалникот од седниците на Советот и неможноста на ние како советничка група да поставуваме прашања директно до градоначалникот и луѓето кои што сакаат да го слушнат ставот и неговите одговори. Затоа ние ќе останеме на нашиот став, бараме да се свика седница на Совет на општина Струмица на која ќе се разговара за проблемите кои што ги мачат граѓаните на општина Струмица. Покрај напуштањето на Советот од страна на советниците на Коалицијата за подобра Македонија и група граѓани на Струмица речиси еден месец кампуваат во малиот градски парк, барајќи оставка од градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев. Видеоснимката која се појави на интернет, а на која градоначалникот Заев наводно бара подкуп за легализирање на земјиште, според граѓаните кои кампуваат се главна причина по која тие се одлучиле својот револт да го изразат со кампување пред општината. Покрај видеоснимката, граѓаните кои кампуваат сметаат дека Зоран Заев не заслужува да биде градоначалник, бидејќи веќе неколку месеци наместо со општината многу поактивен е како лидер на СДСМ. На 19 мај во градскиот парк во Струмица се појавија првите неколку шатори. Бројот на шатори се зголемуваше следните денови, а во кампот беа поставени реквизити за забава, пинг-понг, табла и слично. Господине Заев, апелираме да запрете со негативната кампања која пропагирате против Република Македонија и македонскиот народ и да се вратите во Струмица да дадете отчет за вашата злоупотреба на функцијата како градоначалник на општина Струмица. Со поставувањето на кампот се отвори книга за петиција за оставка на градоначалникот Заев, на која се потпишаа неколку илјади граѓани. Функционерите на ВМРО ДПМН уште од првиот ден по поставувањето на шаторите дадоа силна поддршка на граѓаните во нивната истрајност во барањето за оставка на актуелниот градоначалник. Советничката група на ВМРО ДПМН побара итна седница на Советот на општина Струмица, барање кое беше експресно одбиено од председателот на Советот Јосиф Христов. Денес со жалење констатираме дека во општина Струмица се уште не е свикана воредната седница која што беше на предлог на барање на советничката група на ВМРО ДПМН, а на барање на граѓаните на Струмица. Еден град, една општина треба да работи со присуство на градоначалник. Тие се избрани од граѓаните, не се избрани од партијата за да ги штитат партиските интереси и да водат дневна политика на нивната партија. Не е го оправдано, и ако имат право да излегуват, не го оправдано од причина што беа многу битни точки денес на дневен ред. Исто така, повторно ќе напомнам дека нивното барање апсолутно не беше во право за одржување на воредна седница. Немаат точки на дневен ред, немаше ништо доставено, беа само подпишени 11 советници на Коалицијата за подобра Македонија и ништо друго не беше дадено. Нито точка, нито предлог, ни ништо друго. На иницијативата за оставка на Заев поддршка даде и општинскиот огранок на Гром, кој преку пресконференција на председателот на огранокот Сашо Милковски побара оставка од Заев. Граѓанската опција за Македонија Гром и ние граѓаните на Струмица по втор наврат го повикуваме градоначалникот Зоран Заев да поднесе неотповиклива оставка од својата функција поради серијала скандали со кои неповратно го урива угледот на нашиот град и ја нарушува политичката клима и нормалното живење во градот и државата. Освен што со своето непримерно политичко дејствување ја држи во заложништво целокупна македонска јавност, тој го држи во залог и градот Струмица. Поддршка на граѓаните на кампот дадоа и повеќе јавни личности, меѓу кои Јохан Тарчуловски и членовите на ГДОМ Миленко Неделковски, Пандов, Ачковски и Сдруженијето на одбранители Бедам. Видите, моето мислење околу господинот Заев е дека е човекот во страшен хаос. Мислам дека он на себе превземе обврски кои што не може да се носи со нив. Можеби во делот на додека беше само градоначалник на Струмица, он можеби и добро си ја бркаше работата. Но како лидер на СДСМ, а дополнително на тоа и како лидер на опозиција, сведоци сме дека човеков упадна во такви проблеми, во такви нејасноти, таков смут донесе, успеа да поради неговата некапацитетност, поради неговата неинвентивност, сега не е он лидер на опозицијата. Лидери се перијаницата на Сорос, Геровски, Ордановски, Фрчковски. Човекот едноставно не може да се носи со сето тоа. Дополнително влезе во сделки со бивши удбаши, со разноразни агентурни мрежи. За сето тоа он има кривични пријави. Гледаме дека и за време на работењето тука како градоначалник се занимава со корупција, со подкуп.
Не знам он како ќе тера понатака. Мислам дека час поскоро неговото заменување од градоначалничкото место во Струмица е добро и за градот и за цел регион. Граѓаните во кампот со кои разговаравме се истрајни во својата намера да го натераат градоначалникот да си поднесе оставка од функцијата која ја извршува. Ова беше краткиот историјат за политичките случувања од поставувањето на шаторите пред општина Струмица до напуштањето на седницата од страна на советниците за подобра Македонија на седницата на општина Струмица. Кои се вашите мислења на оваа тема и како може да се реши прашањето во општина Струмица? Нашите телефонски броеви отворени за гледачите се 034 331 223 и 034 331 224. Режија, дали имаме гледач на линија? Добро утро, повелете, да слушаме. Добро утро, Стојан Донев од Струмица. Така, повелете. Поздрав до вас и вашата емисија. Благодарам. Подршка на иницијативата на општинска организација на политичката партија ГРОМ од Струмица. Едноставно да кажеме дека се осеќа за поставеноста на активностите во градот и поготово населените места. Конкретно, повеќе од 6 пати, јас лично, а и други соселани од Попчево се имат пријавувано и јавувано на системот 48 за една улична светилка помеѓу купните бројови 32, 33 и 37, која е на височина од околу 10 метри. Светилката е откачена од лежиштето и е потенцијално опасност за минувачите и колите. Повеќе пати лично од градоначалникот и другите служби е обеќено дека се бетонират повеќе краци во село Попчево, дури овие краци се спомнати со име и презиме во Белата книга. Од сето тоа ништо, значи не функционира. Едноставно кажано, општинска администрација е раскалашена, не функционира и не е сервис на граѓаните. Нормално и човечки е градоначалникот да излезе прво пред советот, советниците и граѓаните да ја објасни актуелната ситуација, па на крајот би кажал на Струмица и Македонија Господ да им е на помош. Благодарам на отстапениот простор. Така, ви благодарам за јавувањето во нашата. Така, од режија ми сугерира дека имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, ве слушаме, повелете. Добро утро, дали сум во емисија? Да, повелете, добро утро. Би сакал да ги скоментирам последниве политички случувања во општина Струмица. Имаме една ситуација на тотална политичка запоставеност на општината, тотална запоставеност на општината од страна на градоначалникот Зоран Заев, кој што своето внимание целосно го посвети на партиските интереси. Човекот буквално го нема во просториите на општината, го нема меѓу граѓаните, меѓу оние кои што на изборите го гласа, му дале доверба да ги води нив во наредните 4 години. Тој наместо да го прави тоа е посветен на партиските интереси и на желбата да биде премиер на Република Македонија, желба која што верувам дека нема да му се оствари. Ги поддржувам граѓаните кои што кампуваат пред собранието на општина Струмица. Им давам целосна поддршка, нека истраат во своите намери, во своите цели. Верувам дека мнозинството граѓани ќе дадат поддршка кон петицијата за повикување на оставка на Зоран Заев, петицијата што се подпишува во Малиот парк. Исто така, можам да кажам дека како струмичанец се срамам поради однесувањето на градоначалникот Заев и видеото кое што излезе во јавноста, бидејќи со тоа видео сметам дека тој прави срам и на општината, си прави срам и самиот себе си. Значи, човекот го имаат фатено во видео каде што бара подкуп, тоа е јасно, гласно и недвосмислено се гледа, се слуша. Исто така на господинот Милчовски од граѓанската опција на Македонија му давам апсолутна поддршка, нека бидејќи тоа е млада политичка партија, тој е човек кој што досега се нема занимавано со политика и навистина е храбро од страна на ГРОМ и од негова страна да излезе на една ваква пресконференција и да постојано бара
оставка од градоначалникот Заев. Човекот се соочува и со најверојатно ќе има поднесено и кривична пријава и тужба од страна на градоначалникот Заев. Знаеме дека Заев му се закани дека ќе го тужи. Не знам докаде е таа ситуација, но најверојатно ќе го тужи. Така да го повикувам Зоран Заев да си даде оставка од функцијата градоначалник на општина Струмица и да се откаже од својата намера да дојде на власт, бидејќи човекот како градоначалник бара мито од 200.000 евра, замислете што ќе бара како премиер на Република Македонија. Најверојатно ќе бара мито од 2 милиони евра. Ги повикувам граѓаните да излезат да се потпишат на петицијата за оставка на Зоран Заев. Ги повикувам исто така и да излезат во малиот градски парк пред општината, да дадат подршка во барањата на камперите и заедно сите обединети струмичани да на некој начин му стават крај на Зоран Заев и на врхушката во Струмица која што владее заедно со него. Ви благодарам за можноста да се јавам во емисијата. Така, ви благодариме и навам за вашето јавување. Јавувајте се и понатаму, кажувајте ги своите мислења и ставови. А ние продолжуваме понатаму, ќе ги погледнеме барањата на граѓаните кои се наоѓаат во малиот градски парк. Цело е дека не се решат проблемите на граѓаните на општина Струмица, ние ќе кампуваме овде и бараме од него да си даде на неоповикова оставка и да даде на луѓе кои што сакаат да работат за општината, да дојдат на чело и да станат градоначалници. Решивме да кампуваме затоа што нашиот градоначалник Зоран Заев никогаш не е во Струмица, прво. Второ, го малтретира народот со неговите бомби. Граѓани, повеќе граѓани на Струмица, да го искажеме незадоволство, огромното незадоволство од сета таа тортура и сите тие циркуси што се приредуваат. Планираме да останеме се додека аболицираниот и со криминогенни својства градоначалникот Заев не си поднесе оставка. По објавените снимки од YouTube имаме основно сомнение дека има извршено криминал. Ова претходно се зборуваше во струмичката јавност, сега излезе на дел. Па бараме неотповикова оставка од градоначалникот и веднаш да се замени од оваа функција. Знаеме дека во моментот се води судска постапка против него, значи дел од владеечкото мнозинство и министерите се дадеа оставка со цел да не делуваат врз судскиот процес, така бараме и против аболицираниот и криминалите Заев веднаш да се даде оставка да не делува врз сведоците во судската постапка. Почитувани мои, тема на денешниот утрински пулс е политиката, односно барањата на граѓаните од кампот пред собранието и политичката криза во општина Струмица по напуштање на седницата од страна на 11-тите советници во Советот на општина Струмица од коалицијата за подобра Македонија. За напуштањето на седницата и барањата на ВМРО ДПМН телефонска изјава од името на претседателот на општинскиот комитет Струмица Зоран Пакетов. Да ја слушнеме изјавата. Нашето барање до Заев е конкретно. Да се врати во Струмица, каде што е неговото професионално работно место како политичар. Тоа што граѓаните го очекуваат од нас е да се однесуваме сериозно кон довербата која што ни ја укажа на изборите. Да дадеме пред се она што не избради. Ние сите можеме да произведеме своји амбиции и своји програми, но односот кон функцијата треба да биде одговорен. Затоа ние како советничка група го бараме градоначалникот да му поставиме неколку прашања. А впрочем, тие не се прашања само од советничката група, тоа се прашања кои ги мачи граѓаните и сакаат да ги поставуваат до градоначалникот. Затоа беше тоа наше барање, кои сакаме да ги разговараме во институциите кои се легитимни. А тоа, значи, како советници, легитимно тело е Советот, кој е, значи, орган на општина Струмица. Синоќа екипата на телеканал А1 ги посети камперите во малиот градски парк кој веќе речиси 1 месец барат оставка од струмичкиот градоначалник Зоран Заев. Камперите, како што велат овде, ќе останат се додека градоначалникот на Струмица не си поднесе оставка од својата позиција, бидејќи како што велат, тој повеќе не ги извршува должностите кон општината.
Веќе 27 дена пред Струмичкото собрание се поставени десетина шатори во кои се сместени граѓани кои протестираат со барање за оставка на градоначалникот на Струмица. Отворена е книга за потписи како петиција за оставка на Заев. Кампот досега го посетиле повеќе од 1000 граѓани и јавни личности. Камперите како главен мотив го истакнуваат фактот што Заев и дава предност на партиската пред градоначалничката функција. Општина Струмица пак демантира и тврди дека се функционира според прописите и нормите. Советниците на ВМРО ДПМН Струмица ја напуштија последната седница на Советот. Постои ли криза во локалната политичка единица, утврдуваме во овој утрински пулс. Почитувани, ве покануваме да се јавите во нашето студио и да ги кажете вашите ставови. А ние одиме со краток музички блок пред да ја сумираме денешната тема.
Почитувани гледачи, ги очекуваме вашите јавувања и повелете ве покануваме да се јавите во нашата емисија да дискутираме во врска со денешната тема политиката. Повелете ве очекуваме. Ако немаме гледач на линија, да го погледнеме прилогот што мислат експертите за политичката ситуација во Македонија, по разговорите во Брисел, но и коментар за случувањата во Струмица. Партијата е фактички залож на некои други невладини организации и луѓе кои не се во потесното раководство и дека фактички тие управуваат со партијата, дека нивниот председател нема независност во партијата и мора да ги исполнува нивните желби, затоа што е ставен во заложниство нивно. И тие имаат платено големи пари за остварување на своите цели. Сега не може да од таа агенда да оди никаде, затоа што тие бара да му се испорача тоа што си го платиле. Тоа е првиот мотив, другиот мотив е бегање од изборите. Тоа сите знаеме, овие денови повторно излезе анкета во која јасно се гледа дека 6:1 е разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ. Дури и Дуи е посилен од СДСМ, они имаат 11%, СДСМ имаат 10% подршка од граѓаните. Така што причината е бегање од изборите. Втората причина и третата причина, станувајќи председател на опозицијата, комплетно ги има занемарено своите обврски и проблеми во општината, така што веќе не може да се кандидира ни за градоначалник, затоа што ја има изгубено довербата поради тоа што тој воопшто не се ни појавува таму. Несериозно е постапено, бидејќи во секој случај Македонија губи на секаков план, губи во однос на евроинтеграција, губи во однос на внатрешна кохезија, губи во однос на економски развој. И мислам дека елитите, политичките елити треба поскоро да сватат дека тие се во една бранша каде што компромисот секогаш е нужен и дека уметноста на секој политичар е таа да направи компромис кој што ќе биде не само во полза на партијата, туку и најмногу во полза на граѓаните, односно државата. Мислам дека иако не може да се знае точно кој тука во Брисел не работел повеќе за посилување компромис, иако не знаеме која да речеме странка е повиновна, сепак на крајот на денот треба да се оди во таа насока да не се гледа партијата, туку да се гледа државата и интересите на државата. Почитувани гледачи, тема на денешниот утрински пулс е локалната политика во нашиот град, односно барањата на граѓаните од кампот пред собранието и политичката криза во општината по напуштањето на седницата од страна на 11-тите советници во Советот на општина Струмица од Коалицијата за подобра Македонија. Јавувајте се на нашите телефонски броеви 034 331 223 034 331 224. Ко очекуваме вашето јавување. Режија, дали имаме гледач на линија? Повелете. Ало, добро утро. Добро утро, ве слушаме во програма сте. Ви благодарам. Пред се ја користам приликава да ве поздравам и да ви честитам на новиот ангажман. Ви благодарам. Предходно ве следевме на вестите и само честитки, само продолжете така. Ви благодарам. Кој е вашиот став за денешната тема? Во однос на политичката ситуација во Струмица, сметам дека градоначалникот треба да си ја работи работата за која што е избран, а доколку сака да ја води опозицијата и да пука бомби, треба да си поднесе оставка од функцијата за која што го бирале струмичани. И само да додадам дека е неодговорно кон граѓаните на Струмица, тој е избран за градоначалник, а повеќе време поминува во Брисел и во Скопје, отколку во канцеларијата, каде што треба да ги решава проблемите на струмичани. Тоа им само да кажам, благодарам
на можноста што ми ја дадовте. Така, ви благодариме вам за јавувањето, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму, ќе одиме со кратка музичка пауза, а нашите телефонски линии се отворени уште неколку минути, па го очекуваме вашето јавување. Почитувани мои, денешната тема на нашиот утренски пулс беше локалната политика во Струмица, односно барањата на граѓаните од кампот пред собранието и политичката криза во општината по напуштањето на седницата од страна на советниците во Советот на општина Струмица од коалицијата за подобра Македонија. Ние продолжуваме понатаму и ги очекуваме вашите јавувања. Режија, дали имаме гледач на линија? Доколку немаме гледач на линија, тука некаде се одјавувам од денешното издание на Утренски пулс и ве поканувам утре повторно да учествувате во дебатата која ќе ја имаме во исто време, на исто место. Утре ќе разговараме на тема кухни совети. Почитувани гледачи, ви благодарам за вашите јавувања и за вашето внимание. Се гледаме утре повторно. Имајте убав ден.